Македонија со висок ризик од повреди на работно место. Законот за безбедност и здравје при работа изминативе години не ги дава посакуваните резултати, тоа го тврди и нашиот соговорник, го потврдија пред малку и го потврди и соговорникот на Анита. Колку повредите на работното место се чести, колку институциите ги штитат, а работодавачите се грижат за безбедноста на своите вработени. Одговор бараме од Милан Петковски, Здруженијето за безбедност и здравје при работа. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро и честит празник. Честит нека ни е празникот. Сакам да го започнеме разговорот со последниот извештај кој што го направивте вие и податоците до кои вие дојдовте во однос на повредите на работното место. Регистрирани се 93 несреќи на работното место 2023, од нив 15 потешки или со фатални последици, или статистички на секој 100.000 вработени, двајца гинат на работното место, а на 100.000 потешко се повредуваат 13 до 14 вработени. Во однос на статистиката, зголемување или намалување во однос на минатите години? Ако гледаме ова како еден вид на низ на извештај, тоа ќе трендот дефинитивно за повредите на работно место одат во нагорна линија. Повредите со смртен исход, тие имаат блага тенденција на намалување, но сакам да ви предочам една работа која често пати, например, го гледаме проблемот во законот. Законот не е, тој е пишано слово на хартија. Спроведувањето е проблемот. Спроведувањето е. Ние кога доаѓаме во ситуација да го анализираме законот е онај истиот кој ќе го најдете, да кажеме, во повеќето европски земји, и тој самиот по себе е слово на хартија. Него едноставно нашата примена или нашето почитување на правилата кои треба да доведат за безбедни и здрави работни услови е тука потфрламе. Дури кога дојде вам, рековме дека ќе ви го споменам тоа, користењето на безбедна и здрава опрема за работа, како што се случињава, нели, допринесува за вие да се чувствувате безбедно на вашето работно место. Доколку тоа не ви го овозможи работодавачот, тогаш вие едноставно само чекате да се случи таа несреќа, а за да не се случува тоа, ние доаѓаме во таа, го имаме тој методолошки пристап каде што ние го проценуваме ризикот. За да се надоврзам дури на Пешевски кој спомена делови за безбедноста и здравјето при работа, ја спомена онаа статистика која всушност ја објавивме во овогодишниот извештај, а тоа е дека Македонија не е безбедна земја за македонскиот работник. Македонија самата по себе, ако ја броиме, ќе ја броиме во оние земји каде што е ризично да се работи. Ќе дојдеме во ситуација, например, дека е 2 пати поверојатно да загинете на работното место отколку е што е тоа во некоја од европските земји. Не зборува тоа убаво за нас, него многу повеќе зборува дека во голема мера импровизираме, а она што највеќе ме плаши е тоа дека ние всушност и немаме некоја си реална одговорност. Затоа што човек само кога има реална одговорност, тогаш може да направи корекција во системот. Започнавме со статистиките. Разликата што веројатно најмногу треба да не замисли е тоа што бројките во однос на Македонија во голема мера не осликуваат вистинската состојба кога сме на тема повреди, а европските статистики се прецизни, имајќи предвид дека имаат развиен систем и за евидентирање на повредите на работното место. Па, веројатно имаме еден подлабок системска грешка, каде што ние за парите кои ги даваме, ние не бараме 100% производ. Ние во случајов, например, жално е за една земја како Македонија, основниот извор на информации да биде една невладина организација. Македонското здружение за заштита правата, да, постои од 1967 година, ама ние не земаме пари од буџет за да продуцираме извештаи кои ќе ја отсликуваат состојбата во Македонија. Заводот за статистика треба да си го превземе своето делче и да си ги публикува овие извештаи како меѓу другите, нели, што ги публикува врзани со општеството, со индустриите и така натаму. Делот кој ќе ги прибира овие информациите Институтот за јавно здравје. Делот кој ќе ги исследува овие несреќи на работното место е Државниот трудов инспекторат. Оној кој во суштина ќе креира политиката заради недоследности е Министерството за труд и социјална политика. Ние знаеме кои се чинителите во се тоа, но едноставно, ако имаме, да кажеме, 100% на први земена плата за одработено одредена работа, производот не го говори тоа. Од податоците со кои во моментов располагате, во кои дејности имаме најчесто повреди на работните места?
Значи, работавање ви ја представам од два аспекта. Во минатата година најголеми убици на македонскиот работник беа градежните мински полења. Но во континуитет, оној кој го десеткува македонскиот работник е земјоделството. Имаме еден абсурд дека трет на таа линија секако е транспортот, каде што имаме голем дел на оние луѓе кои заради својата работа транспортираат од едно до друго место, но тие најчесто се бројуваат во сообраќајни незгоди. Затоа и кога ние се обидуваме да го анализираме овој момент на несреќи на работа, смртни случаи, ќе забележите дека потврламе и во еден друг дел, ние лично, а тоа е делот за професионални заболувања. Професионалните заболувања не се дел од извештајот кој ние го изработуваме, ниту па било кој друг извештај кој всушност постои во Македонија. Ако го споредите тоа со, повторно ги споменавме вие поразвиените земји, ќе увидите дека всушност ние генерално кога имаме една ваква пандемија на несреќи, ние ништо не анализираме тоа. Значи, колку пати сум излегол и да зборувам дека треба да се направи анализа на една несреќа на работа. Треба да се, и тоа не несреќа да дојде некој да каже се случи несреќа, него механизмите да ги опише како таа несреќа се случила, и тоа повторно не заради тоа што Милан го зборува, него ова го кажуваме за да не се повторува таа несреќа. Ако јас ви речам дека овие случаи не се безбедни, дека тогаш треба да имам своји аргументи зашто тоа го кажувам. Треба да дојдам во ситуација да ви препорачам, и тоа е работодавачот заради тоа што имам децениско искуство и малте не ги познавам овие работи, треба да дојде да ме послуша и треба да земе да пристапи. Но во Македонија не е така. Ние доаѓаме во ситуација кај што велиме колку поевтино, колку може да поминеме поевтино. Во контекст на ова што го говорите околу причините поради несреќите, нема соодветна класификација, поради тоа што најчесто недостасува описот како се случил настанот. Е таа анализа која што велите, недостасуваат тие податоци, но во однос на деновите кога имало најмногу повреди се издвојува петокот како ден. Добро, самиот тој по себе, да кажеме, ако ја гледате дури и малте не тоа е една синусоида. Петокот овде во оваа година 2023, да кажем, има една повисока амплитуда, но ако ја погледате, речите да нема ден во неделата, и нема ден во неделата, кога не се случила несреќа на работно место, дури во недел. Значи, не имаме ситуација дека кој јас кога бев студент и учев дека, да кажеме, на почетокот на неделата се случуваат заради тоа што луѓето се враќаат од викенд, самите констатиравте дека нема викенд во Македонија повеќе. Да. Ние доаѓаме во ситуација дека имаме малтене, ја веќе не знам како да ги објаснам, ситуации каде што буквално не го цениме човекот, не го цениме работникот. Доаѓаме во ситуација дека носиме закони кои што всушност зборуваат за стратешки партнери, кои што зборуваат дека можеш да работиш над 40 часа на отворено, на сонце. Можеш да работиш на студено. Можеш да работиш кога всушност ќе речеш дека може да ми се плати тоа што ќе го одработам. Едноставно, човекот не е автомат, човекот не е робот. Човекот е битие на кое му треба на свето тројството да одмори, да одработи, да се посвети на семејството. Во однос на недостатокот на точни податоци, кои неколку пати ги споменавме, или точна статистика во однос на повредите, лоцираме два сегменти. Едниот неажурноста на институциите кои што треба да ја водат таа статистика, другиот непријавувањето можеби на работниците или неговорењето гласно од страф од последици од пријава на повреда на работното место. И сега во тој контекст како да ги охрабриме да зборуваат гласно, да пишан закон имаме, но од друга страна работодавецот вака виси над глава. А секој се плаши за работното место. Нормално е. Екзистенцијата е во прашање. Да, нормално е, но ајде да се обидам да апелирам на најчовечката кај секој од вашите гледачи работници, најчовечката особина тоа е јас, егото. Од друга страна, ако го надоврзам на тоа интересот, тогаш ќе го имам комплотот, молотовиот коктел, кој што в суштина не треба да му дозволи на работникот да се пазари со своето здравје. Што сакам да ви кажам, просто за да не биде во облачење. Ако се повредите,
ќе паднете. А ако се повредите на работно место, да, ќе добиете 100% надоместок од работодавачот. Ако пријавите боледување, ќе добиете 70% од вашата плата. Тие 30% ќе го частите некого. А најважното прашање, ќе го задржам ли работното место ако ги добијам тие 100% оштета? Ајде вака да прашам. Дали вам ви е битно да задржите работно место кај што ќе го положите својот живот? На голем дел од граѓаните, да. И па, видете, онда вие ја вршите вашата суштинска мисија, тоа е да тие луѓе да им кажете дека оваа епизода на живот нема да им се повтори по втори пат. Кога ќе им ја ампутираат раката, ногата, кога всушност ќе бидат врзани во инвалидска количка, тогаш ништо тоа нема да биде важно и како што бидува во нашава традиција. До 40-тиот ден ќе кукаат, ќе прават. После тоа ќе се сеќаваме како изгледаше. Пред малку колегата Гламчевски од Франција го вклучивме и кажа една многу убава реченица. Во Франција работодавачите се плашат од своите работници, заради тоа што има судови на кои доследно се применува законот, имаме сериозно големи казни. Ама ги имавме и ние тука тие работнички судови. Ги имавме во системот, значи функционираат тие. Јас се сеќавам на истите тие кои што всушност беа детерминирани за да ги решаваат работничките спорови. Клучното ги имавме. Ама ги имавме, него експериментите кои ги правиме овдека во оваа земја, буквално нас не ставаат во на приказната со жабата и со конјот. Ние гледаме дека всушност некаде некој става под ковици, ние сите дигаме носец да всушност импровизираме. И знаете што ми пречи највеќе? Затоа што ниедна работа која всушност ја правиме овдека во земја не е базирана на анализи, него на како слушнавме, како разбравме, како ние сакаме да всушност тоа го преселиме овде. Не бива така. Како што сонцето свети овде со одреден интензитет, тоа помалку свети во Норвешка. Тие двете работи мора да ги имаме затоа што се природна законитост. Мораме да се прилагодиме на условите кои ги имаме овде. Добро, како да се спречат повредите? Што треба да направат работодавачите? Како да ги заштитат своите врагови? Значи вака, да бидеме јасни, се случуваат и ќе се случуваат повреди. Така. Тоа е заради процесот на работа. Она што можеме да го направиме или работодавачите, што можат да го направат е всушност да ја превеземе од одговорност. Значи, не да се криеме по системите и да се судските, да кажеме, разрешници да траат децении. Не, него едноставно самите судови, самите институции, самата држава да застане во одбрана на Милан, на Катерина, на Јована, на не знам кој друг. Да дојде во ситуација да си го цени тој работник, затоа што единствен е тој кој што создава додадена вредност. Без вас, овде кај оваа емисија ќе биде снимена, ќе биде спотови ќе пуштаат. Вие давате душа на она што всушност го пренесувате како современо нешто што се случува. Правите вести, комуницирате, имате гости. Ако вие не сте, тогаш всушност работодавачот може едноставно да биде една вообичаена телевизија. Така и за останатите. Не ако дојдеме во ситуација да работодавачот не свати дека всушност тој е единствениот кој создава додадена вредност, тогаш ние ќе имаме ситуација кај што е испревртена во Македонија, кај што имаме луѓе кои не работат, кај што имаме луѓе кои земаат пари и на крајот се наградувани за тоа, напредуваат. Тоа е кој ќе седите на гранка и си ја сечете гранката на која седите. Да не го правиме тоа во иднина. Благодарам многу за. Благодарам и на вас за можноста и повторно 1 мај да биде потсетник за тоа дека и работниците се луѓе, не? Апсолутно.